imam kuću, ja sam u Germaniju i ne mislim uopšte da nema se vrat. On reći, či ideš tamo i će odiš tamo, pa da bideš za naš pivu. On rekao, ja samo daj mi pas. Što zakaš je pravo. A ja tako čim prođeš granicu, pravo za Ameriku ćete kući napraviti belju u Germaniji. I u Germaniji te pravi. Da li ti Sakovski javi? Ništa ne mi kaže, Sakovski, to je uzbačno što mi kaže. Imalo neko šef na uzbačno. Ile, na dijeda ne odiš? Lukči ima nam sakaš. Nemoj drugi pa da gi izgubiš te politi. Ljudi ni najdob. Neki najdob ne ni Partigo Badaga. To je golem patriot. A, ima moderno tamo. Porej. Ivo je nasilno od Skote? Ne, to je jedan beše od Sredovce beše pomoć javen obvenitelj i Vančo Pavlovski organizacija koja je vodeće mnogo realna makedonska politika koja beše prihvatljiva za makedonske organizacije za narodu Makedonije. Nije taka očekuje cena da je razbijeta samo za da se razbije to. Makedonska ti ispoljera to včera. Treba si izdadao oko 100 primečesta ovako. Ovo primjer za emigracije da se izvrši za svoje to vreme. Do 40 boja makedonska nacija. To je bil golem udar za ovi antimakedonski vlad u Skopje. Nije praća Perletki, pišu ome letke, voljame mi iz Makedonije, znate u Makedonije, nije strane ovo. Među to, znaš što mi vikaće ovoj ministru na prateći raboti Kemevića i Jugoslaja. Vika nije, najmalo se plašime od Makedoncite, ne se plašime od Srbice i gdje četnici Hrvatske ustašni. Zašto Makedonija je bila bude barut na Balkanu i će si ostane, vika. Možda se najda petina budali kako tebe, vika, da ispukati jedna puška na bugarskата granica ili na grčkата i da dojde vojna na Balkanu. Zato nije najgolemo vнимание posvetувано на македонската емиграција. A onda, što je ta... Ko je kriv za to? Za това ko je kriv, дека je буре на Балкан, ko je kriv? A bo istraga, kako se vole, imate kepanje? Da, kepanje to mrtvivo. A dobro se odеше tamo срта neko od tije majmuni? Pa sve to praviš. Дури новинарите ми поставија прашање, што ќе правиш ти ако ВМРО добие изборите, ќе бараш ли отпад? Рекол, да им биде опростено од мене, ние нема да бидеме како комунисти, како ние. Ние ќе се разликуваме од комунистите, што нема да бидеме. Ja bi mu, така ќе му рече, ама друго приумислил. Само док добие, знаеш какво? Сега, друга работа. Тема ако се врати во Бугарија, Младо дете убаво размисли со кадра на посебно. а не, тоа ќе не. Тоа иде во Конго. Брате Мелко, а не, тоа е друг, не, тој си живе во Бело. За адвокат, тој си живе во Бело. Значи, за Темелко, Темелко. Завършил в Българска да е снимано на камера. Видела ка, рече ми, сега, ако беше судење, не беше јавно. Не бе, јас барав јавно, кога се отвори судскиот процес, станува Јован Трпеновски јавен обвинител, другари судија и вика, карактерот на овој судски процес, на овој процес е таков што може да дојдат во прашање многу државни тајни и молам го судот судењето да се одржи за закриени врати, значи да биде тајно судење. И тогаш станал, јас викам, најостото протестирам против барање, зашто јас нема зошто да се срамам за своите дела, јас сум горд со делата што сум правил. И викам, за закриените врати, господа суди, се ги вршат работа само курвите, проститутките. Сега ве прашам, дали овој чесен суд
je Урбински суд или суд. И се повлече судот, може да се советува и отидува некаде испија едно или две кафе, после пол сат се врати и вика се одбива ова. А народ имаше во салу? Не бе како народ. Милицијаците кои присуствуваа мора да подпишат на секое суде што се зборува во салата, да подпишат декларација дека нема да кажат ова. А тебе мајка беше нешто таму? За каква мајка? Никој не знае. Па ја да ви кажам, кога ме носеа од Шутка до судот има некои 7-8 километри од далечина. Ова, од Издаре. Ова. Најнапред одеа 2 милиционери Спомина забидите дивата, докторе. Може да и кој? Цивилни полицајци со пушка митролес натри со шмајзери во таа кола. После одеше мојата Мариша кола, затворничката кола која ме носат. Пазат нив една друга кола таква со милиционери и со оружје и пак од назад и пак 2 милиционери на мотот. И од Шутка до Судската палата во Скопје, ова сите сирени како да гори Скопје ова. Нема ова застанување. Се, а Судската палата беше цела наоколу блокирана со милиционери, со шмајзери и внатре. Како за Тито го дјаваше тие 5 дена што траеше судење, никој не можеше да влезе и да излезе од Судската палата. А ти беше во Келија во Судска палата? Не, во Судска палата мене ме носеа на Сабајле, по плане кога завршеше, ме враќаа во Судска. А добро, викаш му оке, абе људи, јас сум за Македонија, како сте ви, кога судите? Абе, они бранеа Југославија, ова, тук, ја бранеа Југославија, тоа отворено беше. Јас им кажам дека они не го судат Драган Богдановски на ова обвинителна клупа, еве револуционерна Македонија на ова клупа, вие ве осудите или немскиот идеал. Драган Богдановски не е важен како личност. А дали ти прилепуваш? Тие судеа идејата за обединување на Македонија. А дали ти почнаа да ти прилепуват бачовници? Не. Немаше. Тогаш немаше ништо. Мене никогаш полицијата, УДБА никогаш не ме обвинувала за. И јас се спасив главата само за тоа. За тоа што никогаш не сум имал јас контакт со нив, дури јас ќе организирав борбата против ванцемиколизма. А што рекна на пресу, како да се пресу, што на пресу? Па што ми рекна ништо, што ќе ми рече што? Јас бев обвинен по 3 параграфи. Прв параграф, здружување против народот и државата, дека сум создал непријателска организација да ја руши Југославија. Друго, против уставно дејствување за уривање на уставниот поредок на Југославија, дека сакам да го сменам комунистичкиот режим. И трето заградување на територијалниот